Што е тоа дом? Некој паметен човек кажал дека домот е место каде што се започнува. И навистина, таму ги правиме нашите први чекори. Првите навики, вредности и сознанија за тоа што е добро, а што лошо во овој свет, ги добиваме токму помеѓу четирите зида што го држат кровот под кој сме родени. Но токму поради тоа што местото каде што живееме влијае на нашето здравје и врз целокупниот квалитет на нашиот живот, домот е толку многу повеќе од 4 зида и кров. Затоа дури и Обединетите нации во својата конвенција истакнуваат дека правото на домување не представува само кров над главата, туку право на безбедно, мирно и достоинствено живење. Домувањето за Национален ромски центар представува стратегиска определба, значи решавање на еден горлив проблем со кој што децени наназад се соочени припадниците на ромската заедница во Република Македонија. Ние го сваќаме домувањето како база на стабилност, семеност, заштита значи на личниот, на семеен живот и на достоинството на еден човек. Куќава е моја. Ја купив од госпоѓа Славица Спасиш во 2006 година. Од 2000 година сум ја купила куќа, собственикот е Шенол Османовски. 1990 година ја купив тогаш, значи со усмен договор, кај ромите мислам, нормално е да се собере оној што продава и оној што купува и двајца, тројца сведоци комшии, меѓусебно се договараат колку пари то стапува тоа место, куќата е тоа и така да, значи не се правеа некои договори, некои преноси, не знам што, затоа што и кај нив не било пренесено исто тоа местото или куќата. Кога ја купивме куќата, бевме пресреќни, не среќни, туку пресреќни. Си купив куќа и сега треба да ја поправам и да ја наместиме или па планирав уште тогаш да ја легализираме. Ама немаше никаква шанса тоа. Соодветната куќа мора да содржи одредени капацитети кои се од основно значење за здравјето, безбедноста, удобноста и исхраната. Така сите што го користат правото да имаат свој дом, треба да имаат пристап до безбедна вода за пиење, енергија за готвење, загревање и осветлување, санитарни услови и услови за миење, начини за складирање на храна, исфрлање отпад, одвод и услуги при итни состојби. Луѓето се обидуваат да обезбедат вакви услови за своето семејство, но во определен момент можно е да не постојат административни или друг вид услови кои ова ќе го обезбедат. Куќата беше малечка. Потоа ние ја изградивме, пред да ја градиме, отидовме во општина да бараме дозвола за градба. Меѓутоа тогаш не се издавале дозволите, па ја направивме без дозвола. Сакав да дефинирам мојата положба или куќата каква ми е, докаде ми е моето место, значи она што го доградив тогаш, дали можам да го легализирам, ама процедурите беа многу комплицирани. На почетокот на 2011 година се усвои законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кој што се даде можност во Република Македонија да се легализираат сите претходно изградени објекти без соодветна градежно-техничка документација. Законот како закон што беше донесен 2011 година претрпе измени низ текот на годините како што траеа постапките и кои што измени беа во дослуг со она што беше посочувано од страна на јавноста. Ние тоа го видовме како можност да помогнеме на ромската заедница да ги легализира своите домови, да го уреди нивниот правен статус, кој што знаеме дека со децени наназад не бил уреден. И се вклучивме, значи заедно со нашите партнери во овој проект се вклучивме во работа и во уредување на правниот статус на повеќе од 1500 домови во повеќе општини во Република Македонија. Граѓаните видоа можност пред се конечно да решат проблем кој што тие и нивното семејство го има наназад со децени.
Слушнавме на медиумите дека има опција за легализирање на дивоградбите, но мислевме дека не е точна информацијата и не планиравме да поднесеме барање, но кога Националниот ромски центар се обрати до нас и кажа дека постои можност да се легализираат дивоградбите, тогаш веднаш поднесовме барање за легализација. Во малото слушнав дека Сдруженијето АРЦ ќе имале проект за легализација. И јас мислев дека со барањето завршена е работата. Дека ќе биде готово, едно барање и ќе се зимам други мотен лист. Меѓутоа не беше така. Проблемот на кој што ние наидовме е дека проблемот не се решава со поднесување на барање. Значи, тие многу поедноставно ја сваќаат, приказнава дека имаат поднесено барање и веднаш очекува дека треба да се издаде решение. По поднесувањето на барањето во локалната самоуправа за легализација, постапката не течеше баш по нашите очекувања, се соочивме со неколку проблеми. Некогаш не велеа дека ќе легализира, некогаш нема да легализира, така постапката траеше многу долго и на крајот после 2 години добивме негативно решение за легализација која што ни ги сруши сите планови. Кога рекоа дека имотниот лист е само за земјиштето, мене не ми се веруваше. И од гемотимот кога дојдоа да мерат, истото ги праша. И тие истото ми го рекоа, велат не ти е за куќата, ова е само за земјиштето имотен лист. Покрај законската можност, семејствата конечно да се ги легализираат домовите, непознавањето на процедурата, големата администрација и финансиските трошоци представуваат огромна бариера, особено за групите граѓани кои се од социјално пониските слоеви. Соочувањето со ваков вид проблеми може да биде сериозна пречка во определеноста да се истрае во процедурата и вистински предизвике на граѓанинот да му се врати довербата дека нивниот случај може да се реши во нивна корист. Тука настапи оној потешкиот пат за нас, значи искачување чекор по чекор за да се финализира и да се заврши секоја постапка и секој случај поединечно. Осем поднесено барање, има низа на други прашања, претходни прашања кои што се поврзани, кои што треба да се расчита за да се комплетира едно барање. Тоа е една тематика за која јас многу малку знаев. Секој случај е приказна за себе. Значи, секоја куќа представува посебна градежна и функционална целина. Секоја куќа се наоѓа на посебна катастарска парцела. Секоја куќа се наоѓа на катастарска парцела која што има различна намена. Значи не сите парцели имаат иста намена на земјиштето. Сето тоа генерираше дека нема едно решение за сите. Пред се со навлегување со тек на времето во проблематиката, увидов дека тоа е тоа е една голема бариера, една голема администрација, една голема проблематика, а и пред се една голема болест за обичниот човек. Нивните стравови се дека некој утре ќе ги руши, доколку не ја легализираат куќата, а од друга страна дека доколку почнат со процесот, пак стравиме дека нема доволно пари да ги платят сите тие и од судски до финални процеси, биќе навистина долг е процесот за да се дојде до овој финален статус. Значи се губи волјата затоа што мислејќи дека не можеш да си ја легализираш да биде на твое име, се води на некое друго име и ти губиш волја да живееш у таа куќа. Разочарана бев. Одговорноста станала поголема. Се плашев. Еден граѓанин, да кажам, се има обратено до нас и се чувствуваше дека како да е во некоја голема паника, во некоја голема болест. И сега ние се наоѓаме во момент каде треба да најдеме решение за да првин го смириме, за да биде тој соодветен за комуникација и диалог со нас, да му ја возвратиме довербата, дека ние ќе се обидеме да му помогнеме. Во моментот кога добивме негативно решение од страна на локалната самоуправа, бевме многу разочарани, бидејќи
ни се растурија сите планови и сакавме да се откажеме од постапката, но секогаш покрај нас беше правниот тим, значи, на Националниот ромски центар, кој упорно не советуваше дека се уште имаме можност да легализираме. Треба да се вложат многу дополнителни напори за да се измотивираат тие луѓе, за да им се објасни дека тука не завршува нивната постапка, дека имаат право на редовен правен лек, дека ќе се искористи тоа право и дека може одлуката да биде малку поинаква. Во управната постапка, постапката за легализација, популарно како што е позната, постојат повеќе степени во кои што истата се води. Значи, во прв степен оваа постапка е постапка која што ја води општината, соодветна каде што се наоѓа бесправно изградениот објект, каде што се формира посебна комисија која што превзема соодветни дејствија, изготвува соодветни акти кои што се користат во постапката и се добива некаков иницијален првостепен акт против кој секоја странка, значи секој барател има право да поднесе соодветна жалба до надлежно министерство, Министерството за транспорт и врски. Националниот ромски центар постојано беше покрај нас и ни нудеше било каква помош. Тогаш тие правно не застапува и поднесоа жалба против решението, со што исто бевме во искушение дали ќе помине жалбата во Министерството за транспорт и врски или нема да помине. Повторно се информираат луѓето, повторно се охрабруваат, повторно им се објаснува на јазик на кој што очекуваме дека тие може да го разберат тој јазик, дека постапката трае, дека тоа решение ќе се обжали и дека одлуката, второстепена одлука може да биде поинаква, што во реалноста и се случува. И при повторно одлучување нивните решенија да бидат позитивни. Тогаш добивме позитивно решение со кое повторно добивме надеж за дека ќе се легализира објектот, но локалната самоуправа не сакаше упорно да донесе решение и тогаш ни кулминираа нервозите, имавме стресови во домаќинството, дали ќе се легализира или не. И тогаш повторно Националниот ромски центар поднесе тужба до управниот суд, каде што управниот суд донесе решение што беше во наша полза. Доколку сме незадоволни од второстепениот орган, значи кога Министерството ќе ни донесе одлука по поднесената жалба, имаме право на поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, согласно Законот за управните спорови. И ние во голем број предмети имаме и побарана од таква соодветна заштита, затоа што сметаме дека и второстепената одлука не е согласно законот, ја напаѓаме по основите кои што ги дозволува Законот за управни спорови, со тоа што во понатамошна инстанца тука би користеле и правен лек, жалба до Висшиот управен суд, а во одредени постапки каде што не би успеале, иако јас верувам дека многу мал број ќе се тие, би побарали заштита пред меѓународниот суд во Страсбург. Целиот процес за мене изгледаше многу комплициран и кога не би била помошта од Сдруженијето, комплицираноста би ме навела да се откажам уште на почетокот. Човекот после 2 месеци комуникација со нас, он е спремен да се бори со сите предизвици. Благодарение на нивните насоки и советите кои ми ги дај и помошта која ми ја пружа, добив една слика дека постапката може да се заврши. Да не беше ромската заедница, ние не можеме да дојдеме на куќа. Ќе беме на државна куќа, жив животно. И моите деца ќе беа на керија, може ќе умрам јас, он ќе останеше на државна куќа цел живот. Значи, тоа е еден на вистина тежок процес. Човекот треба да го вратите во нормала, треба да му дадете енергија, значи, одредени лекарства, а тие лекарства е само едно вистинско име, да ни верува. Нашата работа беше сконцентрирана кон нудење на решенија за секој посебен и поединечен случај. Најголем проблем ми беше што големиот дел од овие градби се изградени на земјиште кое што представува собственост на Република Македонија. Земјиште кое што не е изложено, тоа се со незапишани права, значи треба да има една друга претходна постапка. Нашите прадедовци исто живееле тука, тогаш малото беше многу помало. Имаше парк позади, кој се водеше како градски парк. Луѓето сечеа тополи, врби, не знам што, и се правеа куќи, а тогашната власт молчеше и си гледаше, пушти ги нека се селат, така да седорек сега
со 3.500-4.000 жители населба во многу мало место меѓу две реки. Дел од подносителите кои што беа заинтересирани, партнерската организација Сдружение за хумано домување Хабитат Македонија им даде заеми за да може да ги покријат трошоците за изработка на геодетски елаборат и покривање на административни такси. Фондовите за проектот ги обезбеди Фондацијата Отворено општество, додека Националниот ромски центар го идентификуваше целата група. Значи, направи прелиминарна идентификација на оние кои што аплицирале во дадениот временски рок, меѓутоа аплицирањето не значеше автоматски отварање постапка, затоа што законодавецот предвидуваше во определен период да се комплетира документацијата за да се отпочне постапка за легализација. Мојата процедура е скоро при крај, значи јас како личност решив да одвојам пари за тоа, за легализирање на мојата куќа, но има семејства кои се социјални случаи и давачките што треба да ги плаќаат, не може да ги платат моментално. Најсиромашните семејства не може да ги платат и оние минимални давачки кои законодавецот ги имаше предвидено за да се отпочне постапката за легализација. Се плашев како ќе стигнам јас да платам, оти не сум во можност, пример да платам за легализација. Немам. Под социјално сум. И навистина бев разочарана, малку тажна, како ќе биде, што ќе биде. Така. Ние развивме еден многу мек кредитен продукт за да им помогнеме со многу мали заеми, со екстремно поволни услови што предвидува нула каматна стапка, никакви гаранции и долг рок на враќање, да го финансираат изработка на геодетскиот елаборат, што беше еден од документите што законодавецот имаше предвидено за да се отпочне постапката за легализација. Делот на кредитирање го презема Хабитат Македонија. Ни понудија, навистина беше добра помошта, добре дојдена да кажам. Се согласивме на договорот. Кредит ми финансира, да го земам тај кредит и да ни помогна со пари да плаќам сите документи, бидејќи јас сум пензионерка, немам могуćност, оние ми дадеа пари, јас од тие пари си ги плати сите документи, да си го земам куќата, да не останам на државна куќа. Ни пуштија пари по 7.000 за лаборатот и 1.000 денари за, мислам, за имотниот лист. Така беше. Може да кажам дека оние кои што се социјални приматели на социјална парична помош, тие се ослободени од плаќање на трошоци за изработка на геодетски елаборат. За нив геодетскиот елаборат по нивно барање го изработува Агенцијата за катастар на недвижности и не плаќаат, ослободени се од плаќање на надоместок за утврдување на правен статус. Тука пак Сдруженијето им пружа поддршка и име како водични со институциите. Благодарение на Сдруженијето од АРЦ, членовите на тоа Сдружение, кои сите се потрудија да ми помогнат и ми помогнаа да ги завршам сите работи кои се потребни и тоа се со нивна финансија, не само со помошта, туку и со финансиите. Од мене беше само потврдата дека сум под социјална заштита. Само тоа. Другото беше се од нив. За обичниот човек, административните процедури се често крајно збунувачки. Националниот ромски центар е на располагање токму од таа причина – да ги појасни процедурите, да даде одговори на прашањата кои граѓанинот не знае каде да ги постави и да ги започне и успешно да ги заврши процедурите наместо него. Во шега, еден корисник кажа дека Националниот ромски центар е шалтер на кој вашиот проблем се претвора во добри вести. Имаше случаи каде што доаѓа странка со еден документ, дојде на состанок за правна помош и на адвокатот му го дава документот, еве господине, јас ова го добив изминатата недела, сега што да правиме? И адвокатот го зема документот и вика, па честито, вика, вашиот проблем е решен, ова ви е решение за утврдување на правен статус, куќата ви е легализирана. По измените кои што беа правени низ од, буквално како што течеа постапките, се виде тенденцијата дека се оди кон тоа што поголем број на објекти да се легализираат,
што поголем број на граѓани да добијат позитивни решенија за своите прашања за домување, што е многу битно. И моје очекување е дека тие постапки позитивно ќе се завршат, така да граѓаните треба да си ги водат и терат постапките до крај. Јас кога би го добил решението за легализација, значи мислам дека ќе се чувствувам посигурен, ќе се чувствувам исполнет во душата затоа што проблемите што порано не беа решени, јас си ги решив, а и со тоа дека ќе бидам посигурен дека живеам и доградувам и градам на свое лично место и на своја лична куќа. Сега се чувствуваме многу безбедно во нашиот објект, во нашиот дом, бидејќи ги немаме тие стресови кои што нели ги имавме како ноќни кошмари, дали ќе дојде некој да не сруши доградбата, дали ќе се случи тоа. Сега со добивањето на решението за легализација, тие стресови и нервози се поминати, значи можеме мирно да живееме во нашиот дом. Децата ми се големи, не се мали, знаат дека процедурата е завршена и се чувствуваат некако сигурно, безбедно. Оти нема пример да дојде некој да им вели не ви е куќата легализирана, ќе мора да се руши или да се напушти. Сигурни се, безбедни. Се чувствуваат добро. Целата ова постапка траеше 4 години. Ниеден проблем не е нерешлив. За секој проблем има решение, но едноставно треба енергија, волја и смиреност. Тоа е комплексна постапка со низа комплицирани процеси, но на крајот сепак се може да се дојде до решение. Бипхенава саеро менге, мате даран, слободно кона неле лилае чересе, на нелегализириме, теджанте черем се легализација. Со се кедиси коте поможинито, бутинан посигурно, хем поколај джалај бути, неголи кокорите почминен. Значи, мојата порака до сите што имаат поднесено барање за легализација е да бидат упорни, значи да не се откажуваат никогаш од постапката. O sensitiv to ker kotirona nafsi таро джандипе еманушески. Комиро случај, ерва значини по-безбедно кер, бучукар авутнипе, ем трајно чувство башио авутнипе. Секој проблем, кога ќе се соочиме со него, изгледа голем. Меѓутоа, истрајноста, определеноста и вложената енергија се патот кон неговото успешно решавање. А на тој пат, граѓанинот не е сам. Едноставно, решението треба да го најдеме заеднички, бидејќи така ја креираме и иднината на идните генерации.